Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Утрово видовме презентација на новата шема на бои при откривање на така наречениот нов болид на Haas F1 тим со техничка ознака VF21. Што е интересно е тоа што Джин Хас е легенда на американскиот мотоспорт, а шемата на бој на самиот болид е во символот на Русија. Главниот спонзор Урал Кали е голем производител на добра и услуги кои потекнуваат од Русија и секако таткото на еден од двајцата нови возачи, Никита Мазепин, е билионер, милиардер со руско потекло, па затоа да не ве чуди што овој болид е буквално руското знаме во пресликано на шасијата на самиот болид. И вториот нов возач годинава за тимот на Haas F1, тоа е синот на легендарниот седумкратен светски шампион во Формула 1 Михаел Шумахер, односно Мик Шумахер, така да Haas F1 со комплетно ново возачко дуо ќе атакува на многу подобра сезона од ланската. Ќе видиме на првиот ден од предсезонските тестирања, ќе биде и вистинскиот нов болид прикажан, би рекол, во реална фотографија. Ова се само дигитални рендери, како тој ќе изгледа, како и многу тимови. Меѓутоа Хас се најде и во небрано, бидејќи не можеше воопшто да го стартува новиот мотор на Ферари во својот болид. Една бизарна ситуација каде што инженерите од Ферари не може да допатуваат во Велика Британија, во седиштето на тимот на Хас, за да може да го инсталираат тој нов мотор на Ферари во таа нова конфигурација, бидејќи поради пандемијата, поради мерките ќе мораат да останат 2 недели во карантин, па се тоа се искомплицира, па Хас F1 првото свое буквално искуство со новиот мотор на Ферари ќе го има на првиот ден на предсезонските тестирања, што навистина ги става Haas F1 во една незавидна состојба. Меѓутоа тоа е што е. Дали ви се допаѓа ова руско знаме аплицирано на болидот на американскиот бренд Haas? Што мислите за Никита Мазепин? Што мислите за Мик Шумахер? Може ли Мик Шумахер да ја врати онаа стара слава на татко му, на Михаел Шумахер? Секако не очекуваме неколку години да помине во Хас додека го стекне потребното искуство, а потоа можеби и трансферот од соништата да го видиме еден ден Мик Шумахер во боите на Ферари. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер и субскрайб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!